Поголем дел од наставниците од државното средно училиште Киро Бурнас од Куманово се вратија на своите работни места. Помал дел штрајкуваат, но укажуваат дека настава речиси не се реализира. Според нив во училишните клупи се вратиле само 15 на ученици. Притисок велат нема, но има поделеност меѓу колегите. Од вчера имаме нова ситуација во државното средно училиште Киро Бурнас. Ситуацијата е следна, значи не сите наставници, 15 од нив останаа да го поддржуваат штрајкот и штрајкуваат, а остатокот донесе одлука, значи со изјава дека го прекинуваат штрајкот. И таа информација вчера прострои по медиумите. Тоа е новата ситуација. Значи ние ќе продолжиме со штрајкот се до исполнување на оние наши барања, бидејќи она што моментално го имаме после 2 недели штрајк, значи дека ниту едно барање не е исполнето и се додека немаме некоја конкретна понуда, ќе продолжиме со штрајкот. Наставата се спроведува десеткувано. Значи има ученици, доаѓаат, повикувани се од класните раководители, меѓутоа не со полн капацитет. Има една непријатна атмосфера, морам да ви кажам. Значи непријатна атмосфера меѓу колегите, затоа што оваа поделеност не е природна. Не е природна. Значи, некој сега оди на настава со ниту едно остварено барање. Значи, нема логика во таа нивна активност, меѓутоа секој си е возрасен, си носи одлуки сам за себе, така да тоа е. Не можеме ние на некого да кажеме што треба и како треба да прави. Директорката пак спротивно на нив вели присутни се повеќе од 50% од учениците и таа бројка постојано се зголемува. Од вкупно 106 вработени, само 15 го поддржуваат штрајкот. Изнаоѓаме начин наставата да ја организираме да тече непречено. Учениците и родителите се известени за прекин на штрајкот и има организиран превоз, но спроведуваме и онлайн настава, вели директорката. Од регионалниот СОНК информираа дека на оние што спротивно на одлуката на синдикатот одлучиле да го прекинат штрајкот, ќе им биде укинато членството. Оние колеги кои останале во штрајк представуваат 100% од синдикалната организација, да не ги доведува некој во заблуда дека тие се во мањина. Не, тие се колку и да се останале, тие се 100% ја сочинуваат синдикалната организација. Иако сака да продолжат со штрајкот, ја добиваат нашата полна правна заштита како членови на СОНК. Информираат и за притисоци врз директорите во основните и средни училишта. Им се јавувале од кабинетот на министерот со телефон, каде што на директорите им е наредено усмено да направат платни списоци за оние кои што штрекуваат и оние кои што не штрекуваат, дека треба да се дека ќе се исплати најниска стапка на исплаќање на придонеси за членовите на СОНК кои штрекуваат и да се одбијат дневници веднаш на оние кои што штрекуваат за денови проведени во штрајк. Директорите немал број ми се јавија вчера, на што им е децидно одговорено дека без писмена одлука или решение или наредба од министерот за образование дека тоа не смеат да го направат. Доколку го направат на своја рака без писмен документ, дека ќе следува соодветна кривична пријава од страна на синдикатот. Од СОНК посочуваат и дека во училиштата не смее да се спроведува упис на првачења, бидејќи согласно законот тие се запишуваат со комисија која во случај на штрајк не се заменува со друга. Во североистокот штрајкот продолжува во речиси сите основни и средни училишта. Покрај Киро Бурнас не штрајкува само едно основно училиште од Крива Паланка. Во градинките штрајкот е во мирување.